Македонија нема стратегија за развој на занаетчиството. Инцидентната помош на општините во рамките на нивните можности и она пред 2 години, кога владата им подели по некој денар колку да им замачка очи за време на корона пандемијата, не ја спаси оваа значајна стопанска дејност, која година за година се повеќе тоне и изумира. Не е развивање на занаетчиство, јас ако организирам еден базар на плоштад со тезги од 3 дена, па видите ние што имаме. Ништо немаме. Охрид, знаете самите, се отворија 2-3 фабрики поголеми и са најпростата математика е, значи подобре на плата од 22-3 чиста на први, него цел месец да работа за нечи и да се мислиш дали ќе успееш трошоците за дуќано да ги покриеш, а камоли нешто да би останало за себе. Од владата побаравме помош во вид на субвенции, но нашиот допис го шетат од институција до институција и не залажуваат, вели Богоевски. Последниве 10 години, само 2 од 280 занаетчи, кои што ги има во Охридскиот регистар, нашле свој наследник кој ја продолжил традицијата. Љубовта кон овој занает, мој татко ми ја всади уште од мали години, па така да и до ден денес и се надевам и понатака дека ќе продолжам да го работам овој занает. Секој почеток е тежок, но со текот на времето и со повеќе пракса станува се полесно. Воведувањето на задолжително средно образование за занаетчиите е дополнителен проблем. Децата се учат велат од мали, а некога ќе станат полнолетни. Дека треба измена во образовниот систем се сложува и директорот на електромашинскиот училишен центар, каде има можност за изучување на занаети. Со донесување на законот за средно образование пред 10 на 15 години, каде што се воведе задолжително средно образование, со тоа падна интересот на струките за профили од трет степен. Значи, ние веќе 10 на години како што немаме запишано ниту еден ученик во овие профили. Од почетокот на годинава до денес 37 занаетчи во Охрид ги затвориле дуќаните. Во градот се бројат на прсти кондураџиите, свеќарите, клучарите, а самарџиите, опинчарите, петличарите повеќе не фигурираат во регистарот на занаетчи.